И на прагот сме на новата 2026 година. И секоја нова година ни носи нова енергија, ни отвара нови врати, ни нуди нови можности. Верувам дека секој од нас е љубопитен што ќе се случува во наредната 2026 година и секој од нас посакува да му биде поуспешна новата година од претходната, да има многу поголеми успеси како на личен, така и на професионален план. И сметам дека најдобро за тоа е да разговараме со мојата гостинка, која подолго време таа знае да каже љубител на астрологијата, ја изучува астрологијата, се занимава со астрологијата и мислам дека ќе ни даде одговор на голем број прашања кои не интересираат луѓето нас во однос на хороскопските знаци и што е тоа од астролошки аспект што ни носи 2026 година. Виолета, прво добре дојде. Благодарам. Имав малку подолга најава, но морам да најавам така да знаат гледачите нели што ќе не очекува во овој подкаст и каков разговор ќе имаме. Јас сакам да се заблагодарам на повторната покана и бидејќи инцидентно беше ден-два, значи у 5 до 12 и така на брзина склопивме се што треба да ги информираме гледачите за да може да добијат една слика за енергијата во 2026 година. Така. Она што успеав нели на социјалните мрежи нели да го кажат астролозите, што е она што не очекува 2026. Тие пишуваат година на големи пресврти, внатрешна вистина и храбри одлуки. Сега, ајде да го продискутираме малку овој астролошки аспект. 2026 година, значи, ќе биде година на темелна промена поради влегувањето на Плутон во Водолија. Плутон е веќе 2 степени во Водолија, каде што неконвенционалноста, значи трансформацијата негова, одлуките, будење на свеста кај луѓето, како на колективно, така и на лично ниво, значи ќе донесе многу решенија. Емоционалното созревање, Сатурн се уште ни е во Риби, каде што има емоционално созревање, меѓутоа тој во 2026 година ќе премине во Овен, значи доста сонувачите сонуваат, треба да се разбудат и да стапат со акција. Уран ќе влезе во Близнаци. Уран е неконвенционална планета, доста нагла, доста инертна и ќе направи многу големи промени, особено кај Близнаците, бидејќи Уран е брза планета и може да настане, зависи во кое поле го имаме Близнаците, прекин на работа, промена на работа, иселување, ако е во домот во 4-то поле, ако се наоѓа во 7-то поле, може да направи раскинувања, бракови, значи се што не е на темели градено, емоционално созреано, трансформација, ако не настане во текот на овој период, значи се ќе биде прекинато. И секако Нептун, тоа е на крајните степени од Риби, значи тука пак ќе се надополнам на сонувачите, значи ќе премине и Нептун во Овен, каде што мора сите да се разбудиме од ова сонување, да почнеме пореално да гледаме, значи на трансформациите на самите случувања, бидејќи Плутон стварно ќе донесе големи промени како на колективно, како на лично, општествени структури, значи се ќе биде во промена. И сега тие што ќе прифатат промената, ќе знаат да се адаптират, кои се емоционално созреани, кои што знаат да стават граници, ќе продолжат напред. Сите тие што нема да можат да ги прифатат сите тие услови, ќе се соочуваат со тензии, проблеми или закочување, или ќе викат мене не ми е судбината или не ми оде како што треба. Но не е секогаш нели добро да префрлуваме вина на друг или да не се осврнеме кон нас самите и да кажеме ние сме клучни во нашиот живот, нели? Точно. Значи јас многу пати кога се среќавам со луѓе, значи одма ги препознавам тие што секој пат вината ја префрлат на другите, или им се криви општествата, или им е крив некој, или малер ме газе, ама тоа укажува на сопствената неспособност.
Значи, затоа е потребно луѓето да се осознаваат себе си, затоа е потребно луѓето да знаат што се случува со енергијата, со влегувањето, со самите планети и делувањето врз човекот, значи на самите планети, за да можат да се насочуваат нивната енергија таму каде што треба. Ако треба да закочи, ако треба нешто да действува. И сите тие непознавање на астрологијата и ненасочување на разбирање на самите периоди доведува до одредени, да кажеме, губитоци или нереализации или договори подпишани на несоодветни планетарни аспекти, сега нели. Мислам, токму тој Плутон во Водолија ќе направи разбудување на човекот и се повеќе интерес кон духовноста, кон развојот, кон астрологијата и кон сите тие работи што ние ги зборуваме сега. Овде ми се наметнува и прашањето, многу често нели има дилема околу тоа што е астрологијата. Сега сакам повторно на гледачите нели да им биде јасно. Значи не е тоа дека ние предвидуваме сега нешто во овој подкаст, нели? Но со астрологијата убаво кажа, ги насочуваме луѓето во кој правец да се движат и да ја насочуваат собствената енергија со цел полесно нели да се прифатат и промени и се. Како ти би ја дефинирала астрологијата? Еве, повеќе години си нели, се занимаваш со тоа. Го следам тоа. Значи, астрологијата е наука која едноставно движењето на планетите имат одредени влијанија кон човекот. Како што годишните времиња влијаат на природата, така и планетите и астрологијата влијае на човекот. Значи, тука имаме збиднување на самите планетарни аспекти, каде се активират, кои планети преминуваат во одредени знаци. Одредени планети во одредени знаци се екзалтирани и тие рефлектираат добро. Некои се наоѓаат во неудобни знаци. Тие можеби да делуваат негативно. Се во зависност од наталната карта на индивидуалецот. Сега, значи, кој ќе каже некој, ајде што ќе кажеме за знаците или знае често да каже добро, јас сум мисла кај кажи ми што ме чекаш. Не можеш да кажеш, значи ако имаш сонце во близнаци, тоа не значи дека сите збиднувања ти се случуваат околу близнаци. Може да имаш Венера, Меркур, месечина во други знаци. Значи во Бик, во Шкорпија, во Овен, и тоа сосема ја мени сликата и затоа многу невкусно е да правиме прогноза општа за секој знак, бидејќи тука има повеќе планети што ја прават. Секоја личност е посебна индивидуа и го ние можеме да дадеме глобално дејствување каде ќе се насочува енергијата, например. Еве сега ја конкретно се држам за Плутон, мене Плутон не знам ми ја обојува оваа година. И каде се наоѓа, значи, Плутон во Водолија, каде имат во наталната карта Водолија, ако имат лични планети, ако имат аспекти кои треба да се активира, значи тука ќе настане некоја промена. На некој му е Плутон врз Сонцето, значи ќе му прави лична трансформација. На некој му е Плутон врз Венера, можеби ќе сака ослободување, раскин или некоја врска која што не е на зрело, на емоционално созреана, значи може да направи раскин. Ако е пак окей, може само да ја трансферира во подобро. Значи, затоа е потребно, не да се рекламирам дека треба сите да се направат соларен, нели, ама 2026 е поволно да се следат, значи, натално на кој како му идат планетите да се информира каде му е насочена енергија. До одреден степен. Често знаат да кажат, нели, луѓето сега е ретрограден Меркур. Нели? Тоа е ретрограден Меркур, тоа е како за ваканција. Да, и ништо не ми оди, во смисла. Може да веруваме во тоа, нешто се случува навистина со тоа ретрограден Меркур кога влегуваме во ретрограден Меркур. Ретрограден Меркур е кога во однос на Сонцето тој забавува и го претекува. Значи, тоа е, как да го објаснам, сега размислувам, исто кога возиш на автопат и побрзиот автомобил за тебе ја покачува брзината и те претекува. Кога поминуваш покрај возилото, си мислиш дека оно се движе назад. Значи, он не застанува, ама
оптички Забавува. изгледа забавува. Сега не е поволен, бидејќи кога неговата брзина забавува, значи тука застануваат одредени ситуации, енергии. Енергијата на Меркур, значи, е малце поразлична. Тогаш не е погно, бидејќи Меркур е со документи, со информации, со патувања, значи тука не е поволен да се работи во ретрограден Меркур. Има нешто вистина во тоа, нели, кога луѓето кажуваат во ретрограден Меркур. Ама не мора да значи оти сега нешто лошо ќе ти се деси. Нема да ти се деси. Ако го знаеш како делува ретроградниот Меркур, ќе кажеш чеки, па не морам баш сега, еве јас во ретрограден Меркур, значи ми се допадна кола, това беше 2023 и јас бев сугестивна. И му се јавувам, викам, колата многу ми се допаѓа, сакам да го купам, ама сега нема да го купам од ретрограден Меркур. И викам, ама да би го чуваш 2 недели. Да помине. Да. И не ја купив во ретрограден Меркур, баш па јас сум дупли Меркур, што се вика асцендент и сонце означено со Меркур, близнаци и девица. И ме чекаше и најверојатно беше помлад и ги знаеше тие работи и чекав да почне директно, ама немав трпение, че сплашив да не ми ја продаде колата, му дадех капар баш кога Меркур беше статичен, пред да ги запали моторите и да тргне директно. Так. Значи не секогаш нели треба да се водиме по тоа, но има влијание деумно се тоа. Виолета, можеме ли на кратко, еве јас колку знамо нели од астрологија, имаме огнени знаци, имаме земени, воздушни, водени знаци. Да. Може ли некако кратко да се осврнеме на тие 4 категории? Што може, влијание, како да кажем, што би ги очекувало 2026, ајде. Така јас да ги избрав тука нешто кратко, некои значајни реченици, за да не задржувам повеќе време, оти знам доста добро да се расприкажувам и затоа направив нели Сатурн мора да влезе 2026 во Овен, да постави граници, така да и јас си поставив граници. Так. Значи 2026 за Овен те учи дека не мораш секогаш прв да трчаш. Понекогаш најголемата победа е да застанеш и да видиш кој трча по тебе. Тоа се однесува за Овенот. Бидејќи во Сатурн ќе влезе во Овен, Нептун ќе влезе во Овен и тука ќе има обојување на сите овнови. Бик, годината кога конечно сфаќаш дека сигурноста не е во тоа што го држиш, туку во тоа што знаеш дека можеш да пуштиш. За Близнаци, ќе зборуваш помалку, а ќе кажуваш повеќе. 2026 е година кога зборот станува моќ, а не шум. Тоа е поради Уран во Близнаци, кога ќе направи зборовите да бидат како молњи, значи брзо. И затоа, значи, тука ќе се случуваат. Рак, емоциите не ти се слабост, тие се твој компас. 2026 те учи да не се извинуваш, што чувствуваш длабоко. Значи, ракот е најемотивниот знак и тој секогаш сочувствува со другите. Бидејќи Јупитер е во рак, тој ги зголемува. Јупитер е бенефитна планета и ги зголемува емоциите, затоа е тоа за ракот. Лавот, ова не е година да блескаш за аплауз, туку да светиш затоа што си тоа што си и токму тогаш аплаузот доаѓа сам. Лавовите се малце поегоистични, многу сакат аплауз, многу сакат да бидат авторитетни, меѓутоа најубаво е кога некој ќе ги пофали од страна, не самите себе да се фалят. Девицата, перфекциониста, и јас сум подзнак девица, мислам дека и ти имаш некоја планета, мислам дека имаш месечина во девица. Мене ми кажат дупли јарец. Чекам до јарец да видам што ќе ми кажеш и мене. Значи за девицата да сватат дека не мора се да се поправа. Некои работи се совршени токму затоа што се живи и хаотични. Не мора секогаш ние да правиме до милиметар или до сантиметар или да ситничараме и перфекционизам. Не, понекогаш треба да ги пуштиме работите. Опуштете се, девици, опуштете се. Да. Вагата во 2026 треба да научи дека балансот не е секогаш на средина, понекогаш е храбар избор на едната страна. Значи, знаеме дека вагите се колебливи и секогаш не се одлучуваат. Направи ризик, значи одлучи. Шкорпија. Како кажавме 2026 година на тешки одлуки. Да. Шкорпијата е трансформацијата не доаѓа со болка, туку со вистина, а ти во 2026 Шкорпио конечно искрена со себе. За Стрелецот
тој многу сака да патува, барајки нешто надвор, но никогаш не се прашал да се запреше да побара нешто внатре во себе. 2026 ќе му биде година кога треба да бара повеќе нешто внатре во себе. Одговор од самиот себе. И таму ќе најдеш одговори што никој досега не ти ги дал. Не ги барај одговорите надвор, внатре во себе. Јарецот, успехот во 2026 не се мери со резултати, туку со тоа дали имаш мир кога ќе се заспиеш навечер. Водолијата, ова е година, значи, на водолиите, и они од секогаш се биле неконвенционални, чудни, ама сега треба да бидат автентични. Значи, таа нивна трансформација, значи, треба да бидат автентични. И токму тоа ќе стане најголемата предност. И за рибите, мора да научат дека не мора секогаш некого да спасуваат. Да прави дела за да бидеш вреден или да се чувствуваш вреден да му помогнеш на некој. 2026 секогаш треба да се научат да се изберат себе си, да не се жртвуват за другите. Да. Значи се сведува на тоа, значи, со кратки зборови да дадам, значи која енергија насочена. Не можам да дадам опишување тоа ќе ти се случи, апсолутно, промена на тоа. Значи како да се врти енергијата и за кој знак како треба да действува таа енергија. Како да реагираме. Да. Сега, Виолета, она што убаво кажа, нели, посебно помладата генерација, претежно знаат да отворат и портали, и интернет, и весник, да прочитат што ќе ни се случи на љубовен план. Те најмногу за тоа се интересираат, во смисла ќе имам ли нова љубов, што ќе се случува. Можеме ли да дискутираме и на тоа? На љубовен план, хороскопските знаци? Да, ги извадов исто така со кратки реченици, извадов и љубовта во 2006. Поради сите тие планети кои што на почетокот ги напоменав, значи тука ќе има многу преиспитувања, многу, значи, раскинувања, многу трансформации во врски кои се почнале на здраво ниво и сега треба да се градат. Значи, има несозреани планети, има нејасни фокуси. Мислам дека разговаравме, нели, за партнерските односи. И го имаме и тоа прашање за идеални партнерски односи. Што ни носи 2026 на љубовен план? Љубовта во 2026 нема да биде површна. Нема повеќе половични односи или ќе бидеш внатре целосно или излегуваш. За оние што се во врска, ќе мора да се соочат со вистината, односите без емоционална длабочина, ќе се разнишат, зрелите врски можат да преминат на повисоко ниво, тоа што сега го кажав, за заеднички живот, брак, јасни планови, значи да паднат бракови. А за тие што не се квалитетни, тие ќе се раскинат. Нема шанси да обстанат, за тоа што трансформацијата, ако не се прифати од Плутон и инертното дејствување на самиот Уран, значи ќе направи, каже, па покнами филму веќе, па не те трпам, ај чао, пријатели. Сега ќе се останаш ти како уклепан. И каже, што се случи? Не очекувах јас такво. Таа е тај Уран. Значи, тоа е тој Уран. А за оние што се сами, подготвени. Да. А за оние што се сами, значи, треба да не помалку запознавање, но позначени љубови, значи преку реални ситуации, не преку идеализација на партнерите, преку емоционално незрели, значи ај са јас, може па ќе ми се ресен, он ќе бидам со не. Не, значи анализирајте. Јас, тоа ми остана од едно учење по астрологија од моја менторка, значи од поодамна, вика, никогаш не гледајте да му се допаднете на партнерот преку Венера. Секогаш гледајте да му се допаднете на партнерот преку Јупитер. Ако се го објасни ми за тоа. Бидејќи јас не те разберам воопшто. Ако односот не му се допаѓате преку Венера, туку преку Јупитер. Венера што е? Венера е естетската убавина. Венера е нашминкана, маникир, флизура, гардероба, згодна, сексуален, секси, нели изглед. Меѓутоа, тука веќе тие се материјални работи, значи, додека преку Јупитер интелектуалноста, каква душа носиш, дали си етична, дали си морална, колку интелигенција носиш во себе. И затоа односот формиран преку Јупитер дава резултат оти покрај интелектуалот, покрај душата што викат, нели, на нашки, човекот го засакуваш.
А преку сексот и преку телесните задоволувања и преку изгледот, тоа е веќе так. Површно. Да, површно. И затоа јас и кога правам натални карти, секој пат се зборувам. Значи ти не гледи да му се допаднаш на него, да си слаба, да си витка, да си... Ајде, не ги навредувам сега сите тие што правеа естетски корекции. Значи преку тоа го бара маж кој што нема самодоверба. Самодоверителен маж ќе избере паметна жена. Так, да. Сега, кога сме кај партнерските односи и започнување на врски, многу често па ќе кажем младите, кога сме во помлади години и сега гледаме дечко, па ти се допаѓа и веднаш прашуваш што си во хороскоп. Демек дали ќе си одговараме јареци близнаци, јареци лав, колку има точности во тоа и дали постојат два хороскопски знака кои би биле идеален пар. Можеме ли само на тоа да се потпреме, да кажеме јас сум стрелец, не ми одговарат близнаци и бегај далеку од таков маж? Значи, ако кажем дека постои идеалност, нема идеалност, но постојат хармонични врски кои што може да одржат еден брачен живот ако двајцата имат свесност. Или ако едниот е посвесен од другиот, па прави толеранција или баланс во сето тоа. Или заедно преку брачната заедница тие растат, учат и се надоградуваат. Меѓутоа, зависи од многу фактори. И затоа јас им предлагам, бидејќи сегашната младина многу по е самостална и неконвенционална и многу не се мислат дали ќе останат во брак или не, или се прават брачни заедници, да ги децата родат во брак, да не бидат така, па после си се ослободуват. Некако тоа е многу, како да кажем, слободна зона. Сега, значи, за да имаш идеален партнер, не можеш да бидеш идеален, мора да имаш компромис. Меѓутоа, барам основните работи. Да. Оправдано ли е да се бира, не знам, по хороскопски знак? Треба, затоа што ако има фрустрација кај одредени планети и ако партнерот не ни е реализиран, не ни е созреан, значи неговиот Марс, обично кај машките, кај мажите, Марсот е многу битен, значи каква е неговата иницијатива, каква е неговата енергија, каква е неговата потенција и колку е усогласена со душата, месечината, со менталниот дел, значи тука е Меркур, и дали се тие во сооднос. Сега, кога имаме хармонични врски помеѓу партнерите, тоа кога ќе споредиме два хороскопски кои знака. Кои се хармонични? Кои би имале хармонични врски? Па партнерите, да кажеме, жената и мажот, ако имат хармонични врски помеѓу себе, тука може да стане до компромис, да кажеме. Ако жената е свесна за сопругот дека тој мора да гради кариера, мажот мора да биде реализиран, нереализиран маж не ти седе дома. Значи се додека него доби това машко, ако е некој борбен, ако накажеме Марс во лав, Марс во јарец, Марс во шкорпија, тие се страстни, Марс во овен исто иницијативен и сака, например, авторитет. Додека за еден Марс кај маж во рак, во риби, тука веќе зборуваме за по-емоционален тип на маж, треба да се подудара со некоја поемоционална жена за да може. Значи сепак има влијание кој хороскопски знаки. Тоа не мора да се разочарат сите што реков, нели? Има многу мажи со Марс во рак, па се многу добри домакини. Да. Си го гледат семејството. Да, убаво кажа, нели, тука се енергиите, многу фактори има многу фактори, многу фактори но еве, убаво и тоа да се знае како, не знам, како податок, како информација, кога се бират тие партнерски, нели, кога се започнуваат тие партнерски односи и одредена врска, но на крајот, убаво кажа и на почетокот и за одржување на стабилна врска. Убаво, барем јас себе како, не знам, како жена, убаво е да знам сите карактеристики кои ги има мојот партнер и на одредени моменти да го разберам. Да можеш да бидеш толерантна, значи да се препознавате. Тоа е како едно читање на душата. Ако ти не знаеш да си го прочиташ мажот, сега ти ки кјутеш. Например, има партнерка каде што, да кажеме,
помеѓу месечината и Меркур нема некое изразување, да кажеме, не знае да си ги изрази емоциите, покјутлива, позатворена и се она ќе чека некој да ја предвидува, а мажот е, да кажеме, побрз, поиницијативен, не примеќе, си мисли дека се е во ред. И тука настанува еден јас, кој што се ду како балон, што викат старите, и хоп, некој пат ќе пукне, бомба ќе настане. Треба да имаме, да. Значи, тоа го гледам од машки аспект, пошто многу ситуации така има излезено, што после, нели, со наталните карти ми ги раскажуват. Се чудеш што се случило, зошто реагира, нема некоја причина. Значи, она го тоа таложило поутамна. Значи, мораме да разговараме со партнерите што сакаме. Не може никој да те дешифрира. И да им ги осознаваме карактеристиките. Исто и партнерите на партнерките. Значи, мора да се читаме. А тоа како ќе го знаеме? Ако не ги знаеме нашите аспекти, ако не ја знаеме нашата натална карта, ако сакаш да си останеш во бракот, значи, убаво е да ги знаеш тие работи. И сега, Виолета пак не ми каже, постои ли идеална врска или не? Не постои идеална, кажах. Дека не може да дадеме насоки, млади деца бидете, јарец со тој, вага со тој. Не може да се направи таква една компарација, споредба, да знаеме вагата со кое. Значи, јас тука извадив некои кратки. Овенот најдобро се усогласува со лав и стрелец. Зошто? Сила и акција, предизвици со рак и јарец, различни ритми. Значи, има. Бикот најдобро се совпаѓа со девица и јарец, стабилност и сигурност, а предизвици има со водолија и лав, различни вредности. Близнаците најдобро со вага и водолија, интелектуална стимулација, предизвици со девица и риби, различни начини на комуникација, токму за тоа што сега зборував. Ракот најдобро со скорпија и со риби, емотивна длабочина, предизвици има со овен и вага. Ти можеш еден рак да го ставаш заедно со овен. Овенот се му е мачот во раката. Значи, он сака борба, предизвик, ривалство. А ракот е емотивен. Се си плаче. Лавот, да, се сеќавам претходниот подкаст ми кажа, ракот, плачко. Да. Лавот најдобро оди со овенот и стрелецот, енергија и авантура. Стрелецот е авантурист. Он сака да истражува. Предизвици има со шкорпијата и бикот, контролни борби. Шкорпијата ти е мултиталент за детектив. Девица, најдобро со бик и со јарец, организација и сигурност. Предизвици има со близнаци и стрелецот и близнакот е хаотичен, стрелецот е авантурист, не го интересира дома. Бикот и девицата сакат перфекционизм. Шкорпија, најдобро со рак и риби, емоционална интензивност, предизвици има со лав и со водолија, бидејќи има мок и контрола. Стрелецот е најдобар со овен и со лав, слобода и авантура, предизвици со девица и рак. Јарецот најдобро со бик и со девица, водолијата најдобро со близнаци и вага, а предизвик со рак и јарец. Рибите најдобро се со рак и со шкорпија, емоционална длабочина и главна поука. Хармонијата зависи од разбирливост, прифаќање на различностите и работа на емоционалната и интелектуалната поврзаност, не само од сончевиот зрак. Ние веќе тоа го разговаравме општо. Тоа мислам дека ќе им биде тоа од корист, посебно на младите, нели, кога си барат брачни партнери. Оно што друго ме интересира е колеги, колектив, работа. Ајде малку да позборуваме на полето на работа. Да, ти ми рече и за тоа. Тоа ми е доста интересно. Знаеме, да кажеме, нели, и кога сме поголем колектив во одредена компанија, има повеќе луѓе и знаат некој дека ама со овој не можам да се разберам, например, јареце или шкорпија или не знам, лоши се и наечи се, така онака. Колку влијае тоа за да биде хармоничен еден тим? Па исто и како и во партнерските врски, во брачните заедници, така и во колегијалните врски, значи и тука се гледа, значи, каква месечина носи, каква Венера носи, каков Марс поседува, кои се неговите иницијатива, неговата енергија, неговите комуникацијски вештини. Меркур е тука многу битен, бидејќи има, да кажеме, одредени знакови кои што сакат да работат во тим, кој се Меркур им е добро екзалтиран, добри аспекти прави и може да се адаптира, значи, на одредени ситуации. Кои се тие знаци? Меркур, значи, за комуникација ти е близнакот. Водолијата е исто добра. Близнаците се за продажба, најдобри, за продажба. Да, близнаците за продажба. А кој би бил најдобар колега? Не знам,
што секогаш ќе ти излезе нели во пресред зашто и да ќе помага. Кој е најдобар колега? Како знак јарецот е, значи, добар другар, може да се потпреш. Оно во глобала сите знаци се добри како колеги, ама не знаеме што носат во себе, какви аспекти носат во себе, каква душа носат. Значи, има сега сме се соочувале со расипани луѓе. Значи, ти си мислиш дека ти мисле најдобро, на крајот излегува дека е лош. Значи, внатре во душата не знаеш што носиш, а са на секој не можеш да му го проверуваш. Да, карактеристиките немаат секојаш влијание. Меѓутоа, најбитно е да има хармонични односи, значи, месечината, Венера и Марс, иницијативата. Значи, како он реагира. Има некој мрзливи, не се подместува. Има некој срам му е. Значи, има некој без емоции. Значи, не сочувства с тебе, он си гледа да си ја заврши работа и ки те прегаза како жив леш. Значи, сите тие работи се гледат за добар колега, за да може да има хармонија. Сега по некој пат убаво е да се знаат исто колегите меѓу нас, за да можеш да правиш баланс. Има, да кажеме, некој избувлив, со нагласено его. Например, не прима наредби. Има некој мрзелив, не му се оде. Например, да го пратиш некаде. Значи, сите ти го прават компатибилноста како една личност. Кој може да се истакне како да биде добар лидер, например? Кој е хороскопски знак? Лавот знае да биде добар лидер, значи јарецот исто може да биде упорен, овенот е иницијативен, значи има повеќе фактори за добар лидер. Не е само сонцето каде е. Значи мора да има аспекти кои укажуваат на лидерство. Тука пак ќе кажем, значи добар соговорник, Меркур да има добри аспекти, да знае да се изразува. Значи иницијатива во Марс, неговата сила да се покаже јавно, да Плутон тука, например, може да даде добри аспекти во добар знак, дека е примамлив, да воде, да привлечува луѓе, значи зборот да го изразува во добри реченици, за да може да го разберат луѓето. Посебно за оние кои имат јавни настапи, нели, да знае. Обавезно. Близнаците се тука ние ги викаме паламудаджи. Да, многу зборува, да, ми спомнај. Па затоа јас си направив концепт со кратки реченици, да не се изгубам во просторот. Значи, близнаците се за јавни настапи. Види се, кај мене сонцето е во близнаци, ама Меркур и Венера ми се во бик, така да, мојот збор тежи. Да. А кои се тие хороскопски знаци кои треба едноставно да се заклучат во канцеларија, седи на компјутер, работи и... Поемотивните знаци, како што се рибата, ракот, они не сакат многу комуникации и мислам дека они се повеќе за да немате интеракција со да нема комуникација, да нема комуникација со луѓе. Стрелците се исто добри за комуникација, авантуристи, они секи ти кажат некој виц, ја баш примети да видиш, или некој со Меркур во Стрелец, Марс во Стрелец, знае да покажува вицкасто така, интересно нешто да објасни. Да. Убаво е да се знаат тие карактеристики, пак ќе кажам, во меѓусебните односи не мора да се само партнерски односи маж и жена, туку и општо во животот, нели, во комуникација. Многу полесно ќе комуницираме кога знаеме некои од карактеристиките на другари. Да, и ќе знаеш како да му пристапаш, многу е битен и пристапот. Значи, кога веќе некој знаеш. Кој би бил најдобар другар? Кој е најдобар другар од хороскопските знаци? Верен. Сега, верен. Во смисла да не ја изневери довербата, например, ти се крие тајни, рибата крие, знае да крие тајни, значи стрелецот ќе ти издаде, он може и да е малце така. Говорлив. Говорлив. Близнаците, они се многу големи другари, ама они не знаат да затворат уста. Да, може некој пат сакајки добро да ти направа, па да издаде нешто што е требало да го скрие. Јарецот е добар, шкорпијата може да биде тајна, значи, ама шкорпијата може после тоа да го употреба против тебе. Значи, она ќе ти се приближи како некој шкорпија и може после да те клюкне. Шкорпијата, вагата е она колеблива, девицата е исто добра. Девицата знае да ги замрзне работите. Значи, она нема да те издаде, она е толку одмерена во зборувањето и во муабетите. Значи, убаво е да имаш девица до тебе, другар. Да. Балансот на вагата, значи, секој пат ќе
преокрене лошата ситуација во добра. За мир Да. во друштвото. Да. Мгм. И така. За јарците ништо не кажуваш. Јарците Упорно, се јас сум јарец, чекам. Они не споделуваат, емоции. Јарците се, си примат се. Он може да те заштите, може да ти помогне, се ќе направа, ама без емоции. Он е така. Може би сочувствува, ама не ги покажува емоциите. А иначе он е добар другар. Да, добро, да си знам. Па ја го спомнав јарецот. Да си знам. Сега, имам и други кратки прашања, некако ме интересира тој дел, а мислам дека и на гледачите ги интересира. Интересно е, нели, кога си дискутираме, многу често и другари, другарки знаеме да кажеме, па ти си јарец, нормално дека така ќе реагираш, или не знам, ти си рак, нормално за тебе. А кој е најстрастен знак? Знаеме да кажеме, нели, во љубовта, во сексот, има и тоа влијание? Има. Кој е најстрастен знак? Страствени се шкорпиите, лавот, па и стрелецот може да биде страствен. Овенот. Сега другите работат според емоции. Тоа. А кој е емотивен? Емотивни се раковите, емотивни се најемотивни, најчувствителни се ракот, рибите. Скорпијата е страствена, ама и емотивна. Плачат лесно и длабоко доживуваат ракот и рибите. Строги и дисциплинирани се јарецот, девицата, лавот во самоконтрола. Сега страстни и интензивни, како што реков, Скорпија, Овен, Лав. Емоционални, но со контролирана страст, Бикот, Вагата и Стрелецот. Зашто викам контролирана страст? Значи потребни му се емоции. За да активираш еден Марс во Бик, потребна му е емоција. Има одредени знакови кои што реагираат на емоции. Значи, може со одреден партнер да биде импотентен или не реагира на страст, додека со одреден партнер, ако му ги потикна емоциите, тогаш се разбудува страста во него. Значи, и тоа треба да ги знаеш. И тука астрологијата има замешано прсти. И сега, од кој, како да кажам, не да бегаме, нели, во буквална смисла, но од кој хороскопски знак треба да се чуваме најмногу? Нема, да кажем, лош знак. Значи, кажавме, нели, зависи од самите луѓе, имат одредени карактеристики, меѓутоа нема лош знак ако е интелектуално изграден, ако е созреа на планетата и ако е во екзалтирана средина, например. Сега има и добри и лоши луѓе, ама тука влијат многу фактори, не можеме да кажеме тај е лош, тај. Понастрана, например, понастрана од таков или таков знак. Да, не кажувам за лоши. Да не се навреде некој. Да не навредиме некој. Да, но целта ни е со овој подкаст во кратки црти, секако, нели. Тоа астрологијата е наука која е многу опширна и може да се дискутираме ние до утре са бајле на таа тема. И затоа во кратки црти сакаме да дадеме еден краток, како да кажем, опис или што е она на што треба да внимава, нели, секоја личност под својот хороскопски знак. Има уште нешто? Неколку реченици дека главна енергија во 2026 која е за сите хороскопски знаци се однесува созревање и одговорност во 2026, чистење на се што е старо, зборував, нели, за врски, за партнерства, за работни, реалност наместо илузии, поради тоа што Сатурн ќе влезе во Овен и тука ќе настапат, значи, граници, реалности, Нептун ќе излезе, значи, од Риби ќе влезе и враќање кон вистинските вредности. Оваа година, кога луѓето повеќе не можат да се лажат себе си, празните приказни паѓаат, односите се тестираат или стануваат подлабоки или завршуваат работите што немаат основа. Едноставно се распаѓаат. Затоа и кажа, се сеќавам уште кога договаравме за подкастот, ми кажа, Мери, оваа година нема да биде лесна. Да.
Но ќе биде одлука на која ќе се прават многу промени. Ќе успеат оние кои што ќе бидат свесни и кои што ќе ги прифатат промените. Како на колективно, така и на лично, емоционално. Значи се, промени, будење. Не знам дали се сеќаваш, има една песна од Хайр Аквариус во 67-та или 9-та, 70-тите, која беше оваа хипи движење. Таа е многу убава песна и кога вика Јупитер и Марс, Jupiter and Mars влегуваат, значи, во Водолија. Водолија неконвенционалното. И тука се револуциите, борбата против Виетнам, нели, што беше ова хипи движење, феминистички движења. Мада, нели, не беше кој знае колку успешни овие револуции, ама сепак, значи, има случување. Сакам да кажам, планетарните влијанија има кај народот. Значи, настана таа револуција, будење на свеста кај луѓето. Така да и кај нас 2026 ќе биде година на промени, будење, значи реализации, не се плашете да преземете иницијативи, не се плашете да се променете, не се плашете да ги раскинете сите неквалитетни врски. Кажи, доставе, јас ќе си го креирам животот, значи одам напред, нема зашо, разбудете се сите. Така, да. Тоа е суштината на животот, нели, да одиме напред, да прифаќаме промени, да бидеме свесни за самите себе. Јас би рекла прво да тргнуваме од самите себе, да се осознаеме прво самите себе. Мислам дека тогаш ќе има поголем напредок во себе. Ама луѓето не работат на себе. Значи, јас се соочувам со луѓе, не знам дали можеби јас сум се разбудила порано и кога ќе се најдам во комуникација со другите луѓе, луѓето не ја барат причината во себе. Никој пат никој не се е изградил сами од себе. Секој пат ние тежнееме на некој друг да префрлиме вина или некој друг, кој што го напоменав тој на почетокот. Да. Абе, луѓе, значи, разбудете се, работете сами на себе. Вчера имав една натална карта со особа, женска особа, значи, и она има месечина во Овен. И сега од старт ривалство на работна позиција, нова шефица, нов такво. И ја видов шефицата, ми го кажа, нели, датумот, значи се работи за жена која има Меркур и Венера во рак, значи домакински тип на жена, меѓутоа има месечина во Девице кој бара перфекционизм, кој бара, значи, добри резултати. И сега, нејните аспекти се совпаѓаат со аспектите на наталната карта на жената што ја работам во полето на кариера. А она ја доживува како ривалство. Викам, таа твоја месечина во Овен, земи да ја стабилизираш. Ти имаш успех, дури преко таа нова работа и ново место што ти е назначено, ти ќе го сретнеш твојот иден партнер. И стварно, вика, така, јас добијах, вика, награда, вика. Да, па за тоа кажувам дека... Сега ми го кажуваш дека добија награда, ама ти у твојата глава се сватила дека шефицата те мразе или не е точно. Она бара од тебе резултати. Со тоа што ти направила промена на работното место, значи она верува во тебе. Пошто исто има јарец. Треба да го гледаме, позитивното некојаш и во луѓето. Јас на нејзе и укажав на нејната как да кажам, слабост или слабост кој дека ги има, она друг ќе ги гледа работи. Затоа е тоа. Затоа е убаво, кажавме ние, нели, не дека со астрологијата сега не предвидуваме ние ништо. Не предвидуваме. Во овој подкаст туку дискутираме за оние основни карактеристики, нели, кои ги обележуваат како хороскопски знаци и секако во некој момент може да помогне тоа. Да. Во таа комуникација помеѓу луѓето, а секако најбитно од се е, нели, комуникацијата помеѓу луѓето и енергијата која имаме меѓу нас самите. Виолета, јас ти благодарам многу на овој прекрасен разговор. Мислам дека ќе бидеме од корист за луѓето, некако ќе почнат да се осознаваат самите себе и малку повеќе да работат секој сам на себе. Има сега, нели, тренд е да имаме и лайф коуч и да одиме и на психотерапевти се, но мислам дека се уште не се применува онолку колку што треба кај нас. Така да нека се разбудат. Па на крајот, нели, и натална карта да се направи, да си имаш во предвид што те очекува или како да се однесуваш. Убаво да си ги знаеш планетите, убаво да си знаеш кај ти е месечината, убаво да си знаеш кај ти е сонцето, каква е твојата енергија.
Значи, какви аспекти, на што треба да работиш, кои партнери ти припаѓаат. Значи, јас пред една година во февруари ја издадов мојата книга, прирачник Патот над звездите или водични за астрологијата. И баш од тие причини, затоа што при мојата едукација јас нема дека да си најдеш книги за астрологијата, освен нели од предавања што ги учиме така со скрипти. Да. И сакам да му се заблагодарам јавно на Стево од Скопје. Тој ми носеше на хрватски астролошки книги, имаме една купа. Поединечно за Плутон, за Нептун, па Јанка и астрологијата, Јанки астрологијата. Значи, многу книги ми донесе од таму. И затоа решив во еден прирачник да склопам сите тие основни работи за астрологијата, како може еден човек кој што не ја изучува астрологијата да си ги најде своите аспекти и да си прочита. За подзнак, за знак, за кои се хармонични аспекти во неговата натална карта и сами да си ја обработат. Те можат да ја најдат книгата? Книгата не ја имам понудено во некои издавачки куки или книжарници. Но секако да те искомуницираат со тебе или во поздрав до Сцена и до Љубо, наш добар пријател. Многу сум благодарна што моите деца успеале да наследат нешто од моето водолиско. Значи, јас имам Марс во Водолија. Кај Христина е месечината во Водолија, а кај Љубо е Марс во Водолија. И така, затоа е креативен. Да, апсолутно. Љубо си го знаеме, ние во Струмица на повеќе полиња е успешен и работи. И за крај не ни кажа, моите колеги двајца се бикови. Добро. Така беше, колеги? Да. Што не очекува? Двајца бикови и јарец. Кажи ни нешто. Уран се уште е на крајните степени од бик, сигурно прави трансформација, а сигурно имат и некои планети во Близнаци или во Овен. Сега, како ќе делуваат транзитните планети на нив, треба да им се види поединечно. Ќе има промени, ќе има промени и во биди свој значи. Да, личните планети сигурно се тука некаде, или Овен, или Близнаци. Добро. Ќе има промени, јас се надевам дека ќе биде на добро, ќе се развиваме и ние, затоа што комуникацијски вештини, ама јас верувам дека имат Близнаци нешто, затоа што се тука токму во тој дел снимање или продукција, медиуми, да. Така, значи не очекуваат доста промени и бурна година 2026 и на нас. Па не мора да значи ако ја пречекаме знајки. Да. Ако знаеме што треба да правиме, ако имаме насоки што треба да јас мислам дека со овој подкаст ќе помогнеме, не само на нас, нели, Јас сакам да напоменам, бидејќи тоа би било друга тема, значи во 2026 не очекува една ретроградна Венера некаде во есента. Нели беше Меркур, сега Венера, добро, што значи тоа Венера? Ама тоа ќе треба да правиме друга емисија, бидејќи многу има. На кратко ни кажи, ретрограден Меркур разбравме. Значи Венера се љубовите, вредностите, изгледот, естетиката, значи сите тие работи ќе дојдат на преиспитување. Таа ќе се движи, значи, од Вага кон Шкорпија, помеѓу 22-иот степен на Вага ќе се врати до 22, па до 8-иот степен на Шкорпија, значи октомври, ноември до декември ќе биде турбулентно за љубовите, за врските, за браковите, оние кои што созреале и направиле трансформација, ќе успеат да стапат во брак, оние кои не се реални, ќе има на растурање. Така да нека бидат спремни. Нека се спремни сите. Виолета, јас ти благодарам уште еднаш за гостувањето и за овој разговор. Се гледаме наредната година. Се надевам со како што кажа, има многу теми, нели, со кои може да направиме уште многу подкасти и да навлеземе малку подлабоко, нели, во астрологијата, но здравје Боже. Имаме време, во иднина ќе разговараме повторно. Извини што ти флегувам во... Ајде, поклон. Близнаците брзат, Уран тука, врз сонцето ми иде. Значи, ја би сакала, значи, Патот над звездите, водиш ни за астрологијата, да ти го поклонам лично на тебе, бидејќи ти не успеа да дојдеш на промоцијата. И сега... Да си добијам поклон за нова година. Да, новогодишен поклон. Да си ги читаш знаците. Благодарам. Повели. Тама сега имаме празници и слободно време. Ке си читаш, ке си најдеш. Ке најдам време, ке најдам време. Кај ти е месечината, кај ти е Марс, кај ти е Меркур. Так.
и да си ги најдеш да Так. си ги прочиташ. Ти благодарам многу. Благодарам и на тебе. Имаш уште нешто поклон? Јас би и тоа сакала- мислам дека ти беше значајно, мораме и Да. тоа да го напоменеме. Јас би сакала да спомнам, значи сега пред да дојдам ја сретнав Лидија Давчева и така си се знам со неја од некоја друга ситуација и по некое време таа се поврати и ми го даде ова. Значи ова е за да си ставаме кај што Во книга? читаме, Да. читач, нели, Мгм. за това. И сега за мене тоа е многу битен знак, бидејќи пред почетокот на 2026 година, а Лидија Давчева знаеме дека убавината знае да ја претопи Да. во вечност. Мгм. И сакам да и се јавно заблагодарам и ова е знак на Венера во Бик. Да. Каде цвеќињата се замрзнати, јас така да кажам. Так. И покажува на една убавина, на една хармонија, на едно убаво чувство. И благодарам многу. Так, благодарам и јас и Лидија Давчева официјално не ја покануваме за наредната година да не биде гостинка Да. во подкастот, затоа што има и таа што да каже, има што да се научи од неа, таа е жена борец Многу. и ја очекуваме и неа да не биде гостинка на редниот Да. подкаст. Ви благодарам. Да, вам ви благодарам на вниманието. Ова е воедно и нели последен подкаст во 2025 година, после пауза, нели јануари се прави пауза и почнуваме февруари со нова сезона на подкасти на Биди свој. До тогаш останете со здравје, среќни празници, се најубаво и се гледаме наредната година. До гледање. До гледање.